Продължуваме вечера с новата тема в рамките на нова серия на предаване "Тайните на квалитетният живот". Имаме още една тема после ова. Значи, наредниот петок изборуваме за важноста на силата, односно на силата на верата. Изборуваме за силата на верата. Така да, наредниот петок ќе продолжиме. А вечера имаме интересна тема, важноста на одморот, ако што може и да заеднички прочитаме. Одморот наистина е много важен. Ние се умараме, нашето тело се умара. Постојано кога работиме, кога се движиме, потребен е одмор. Ние вечера токму ќе зборуваме за одморот. Интересно, кога зборуваме за одморот, некој рекол дека е лек за неспокојството. И ние треба да го цениме. Значи, одморот е лек. Иако не е лек кој го внесуваме преку уста, меѓутоа, кога телото одмара, всушност многу работи се надокнадуваат во нашето организам. Ајде да се малце присетиме во една приказна, еден настан во Англија. Ова приказна потекнува од 90-тиот, односно 80-тиот век, кога луѓето работеле масовно во фабрики. Што правеле тогаш управителите на тие фабрики? Еве што е запишено. Управителите во фабриките во тоа време им го краделе времето на луѓето. Тогаш немало часовници, може само еден часовник во целата фирма и така се раководели. Меѓутоа, овие управители едноставно ги померувале назад, ги враќале стрелките назад на часовниците. И така луѓето немале увид колку часови работат. Наместо 8, тие може работеле 10-12 часови. Зашто нема часовник, не може да го проверат времето. Кога доаѓало време, значи во тоа време, во 80-тиот, во 90-тиот век и порано, во тие векови, 16, 18, 19 век, кога доаѓало време за одмор, ако имале 10-15 минути или половина час, сега колку е не знам во фирмите, значи за една минута 3 напред ви померувале стрелките. И така луѓето наместо да одморат 15-20 минути да поедат, тие половина тоа го користеле за одмор. И што тоа значи? Тоа им го одземале времето на одмор или им давале повеќе часови за работа. Наместо 8, бидејќи стрелките ги враќале назад, луѓето немале увид, едноставно гледа тоа фотографија, тоа го илустрира. Овде е наредникот со камши, едноставно како робови ги третира луѓето. Очигледно, се во животот може да се надокнади почитување, но што не може да се надокнади? Времето. Парите може да се изгубат на берза, или некој игра кома, да кажем. Или се прават некои невнимателни инвестиции, но понекогаш може да се вратат. Знаете, тие што играат таму на спортска прогноза, некојаш и добиват минимални средства, некој може и повеќе да добие, но повеќе ќе изгуби. Значи, парите можат некако да се вртат. Понатаму здравјето може да се изгуби, но понекогаш може да се врати со соодветна медицинска нега, искрен или вежбање. Значи, некои работи може да се надокнадат. Понатаму, изгубеното време или украденото време исчезнува за секогаш. Никогаш времето што поминало како овој ден нема да се врати. Да, утре ќе дојде нов ден, нова прилика, нова радост, но тоа е ден за себе, а овој што сега помина, или ова време што сега истекнува, никогаш повеќе не може да се врати назад. Интересно, во филмот во време, не сум го гледал, но сум прочитал за него, 2011 година е тој филм снимен, со цел да се покаже како луѓето може да живеат во едно долго временско или долг временски период. Во филмот е прикажано општеството еден процес на старење, како луѓето стареат. И оние богатите може да се откупат дел од времето и да нивното време го запрат, да не тече, да не стареат. Може тоа во филмот да се направи, но во реалниот живот тоа е невозможно. Значи, тоа е сцена, тој филм тоа обработува, тој проблем, старењето на луѓето. И богатите што може да се платат, може да го запрат времето на старење. Дали може времето на старење да го запреме ние? Не може. Колку да сакаме да бидеме млади, тој е процес.
се раѓаме, растеме, зрело доба, потоа одеме кон староста и доаѓа крај. Многу луѓе мислат дека кога се млади, од 20, 30, 40 години, тука времето им стои. Но тоа е лага. Едноставно времето си тече. Никој не може да купи време. Се може да купиме. Богатите може да посекат се да купат. Дури човечки органи може да купат, се продават. Меѓутоа, времето, почитувани, не може да го вратиме назад. Часовникот отчукува без милост. Едноставно, сите сили кои се поред нас и около нас покушаваат да ни го одземат времето. Значи, часовникот го отчукува времето без обзир и без милост. Силите што се од страна, како еден крадец, ни го краде паричникот. Ни го одземат времето. Како джепчија ни го краде паричникот. Едноставно, село што околу нас, како што се, например, мобилните, брзите телефони или интернет, ни го крадат времето. Иако тие се направени со цел да ни го олеснат времето, да ни го заштедат времето. Меѓутоа, тие брзи компјутери, таблети, интернет, брзи телефони, порано за да соопштиш некоја вест, кај твои пријатели или роднини, да отидеш, треба цел ден да изгубиш. Во градот, а сега само на едно дугме, на едно копче, може да соопштиш вест, да се слушнеш со твоите. И повторно луѓето немаат време. Повторно немаат време. Едноставно, современиот начин на живење ни сторил такви проблеми, да времето ни го крадат едноставно сите тие работи кои се околу нас. Недостатокот на време е голем проблем на современиот начин на живење. Гледате ова фотографија. Ова е часовник, тука се стрелките, а внатре жена, што е? Личност некоја, како брза. Времето ја тера, ја турка и сака да постигне. Сака што повеќе и така ние всушност во животот се вртиме во круг и на крајот не нема. На крајот се умараме, исчезнуваме од оваа планета, од оваа земја. Меѓутоа, Бог, знаејќи дека човекот ќе дојде во таква ситуација, дека ќе нема време, или пак ќе сака за едно време да стори 3 времења, да направи работа, решението на современиот проблем Бог го нашол во зборот шабат или сабот. Всушност тој е одмор. Бог предвидел еден ден, еден период од неколку часови, од 24 часа време за одмор. Зборот шабат е еврејски збор, потекнува значи од глаголот кој има значење застани, одмори се. Тој е смислот на зборот шабат. Да малце застанеме, да малце се смириме, да малку се одмориме. Иако Бог знае дека човекот ќе дојде во таква ситуација, дури во рајот Бог предвидел за човекот време на одмор. Иако човекот тогаш не се одмара. Одморот и сонот се лек за неспокојство. Значи, вечера зборуваме за сонот кој треба да го имаме и ќе кажеме колку часови во просек треба да спиеме и одморот кој е многу важен. Ние се одмараме секој вечер, секој ден. Меѓутоа Бог одвел еден посебен ден, посебно време за средба еден со друг и со нашиот Создател и време за одмор и за сон. Всушност, што се случило 2011 година во Кина, прочитав дека еден човек, или момче, пардон, 3 дена поминал пред компјутерот без храна и без пиење. Без пиење, без храна и непотреба во течност. 3 дена. И знаете што се случило? Умрел пред компјутерот. Умрел едноставно. Нема време за спиење, не јадел, не се одмарал и го оптеретил телото. Подоцна, 2013 година, еве ова господјава девојка, млада жена, 24 години, Мита Диран, вработена во една рекламна агенција во Индонезија. Работела 3 дена без прекин. Користела енергетски пијалици да би останала будна. Платила скъпоцена. Починала. Починала. Не одвоила време за одмор, за сон. Пиела пијалици, тие се енергетски го возбудува телото, те држи во некоја будна состојба, а всушност телото спие. Како што и кафето, зборувавме ни нови предавања дека кофеинот кој ги има во Кока-кола, во Пепси-кола, во сите коли
или во кафето негативно делува на нашиот организам. Цената која ја платила ова млада девојка била смрт. Зошто? Само затоа што сакала или повеќе да заработи, или ете 3 дена работела без прекин и тоа некоја тешка работа. Во агенција рекламна и на крајот починела. Неверојатно како е тмурно и суморно може да изгледа овој свет, навистина, кога ќе се исцрпиме во овој свет во кој живееме, а не одвојуваме време за одмор. Поред седмичниот одмор за време на спиење и уравнотежена продуктивна работа може да уживаме во оптимална физичка, духовна и ментална добросостојба. Не е грев да се работи и тоа не му смета на телото, меѓутоа тоа треба да биде умерено. Продуктивна работа, оптимална физичка, духовна и ментална добросостојба ќе имаме и ќе уживаме ако ги распоредиме работите како што треба. Значи, доволно работа, но и доволно одмор за нашето тело. Бидејќи ние кога спиеме, многу кели наши се обновуваат. Во текот на денот ние се трошиме. И затоа Бог така го создал човекот. Бог создал ден и ноќ од 24 часа, 8 да спиеме, 8 да работиме, 8 да имаме активности различити, рекреации и така нашето тело се обновува. Сонот е многу важен. Значи, сонот е многу важен во животот на човекот. Не може човек да обстане ако не спие. Еве два примери спомнавме за она момче и за она девојка кои починале. Научните истражувања се јасни. Нам како човечки суштества ни е потребен сонот. Ако немаме доволно сон, ние не може да функционираме како што треба. Дали тоа ќе го признаеме или не? Знам, постои трета смена, втора смена, животот е така. Меѓутоа мора тоа да се надокнади во следниот ден. На телото му е потребен одмор. Ако повеќе време не спиеме или одземаме од својот сон, телото наше ќе ослабне. Ќе биде нефункционално и неотпорно на многу болести кои харат на оваа планета. На човечките суштества им е потребен сон. Ако нема доволно сон, човекот не може да функционира како што треба. И сега прашање, колку часови треба ние да спиеме? Што мислите? Колку часови на сон е доволно? Се зависи. Значи, се зависи од возраста на луѓето. Меѓутоа, некој просек е од 7 до 9 часови. Секако зависи од здравствената состојба, од старосната состојба, од навиките наши, од годините, од метаболизмот и така натаму. Меѓутоа, во просек 8 часови се потребни за нас. Еве сега нова табела, за кој ми видиме, ќе видиме дека има табела научниците кои истражувале, еве која табела ја напишале. Може се препознаете овде, еве, например, тука се годините, возраста, ова е просекот плавата боја, сината боја. Еве, например, тука некаде на почетокот, се бебињата, новороденче, од 0 до 3 месеци, 14 до 17 часа. Гледате, бебињата затоа спијат толку, за да растат. Како бебето расте, 4 до 11 години, се намалува таа бројка, од 12 до 15. Ако ние сме тинеџери, еве тинеџерите од 14 до 17 години, треба да спијат, значи, од 8 до 10 часа. Тој просек, некои спијат 11, некои 6. Ако ние сме некаде тука, од, да кажеме, од 65 години нагоре, или од 26 до 24, до 64, тука сме, еве 7 до 9 часови во просек. Може 6 да биде, може 10, но тука е некоја златна средина. Значи, не смееме да крадеме од нашиот сон, зашто тоа ќе делува негативно, ќе ослаби нашето тело и не ќе може се браниме од разните влијанија штетни кои се на нашето тело. Сонот ни помага зашто, еве да споменеме, се чувствуваме одморено. Кога наутро стануваме, колку ни е пријатно, така? Одморено. Може ноќеска си легнал во 8, во 10, така скршен, уморен, кој ќе се пробудиш, така ти е пријатно. Што се случува во време на сон? Тоа науката се уште не може целосно да го објасни. Како Бог тоа го создал така тие елементи да човекот кој ќе се одмори, повторно се враќа сета сила во човечкото тело. Се чувствуваме подобро, емоционално и физички.
Помага во бора против инфекции. Гледате, кога ние доволно ќе се наспиеме. Значи, тие инфекции ќе бидат победени. Спречува диабетис, го намалува ризикот од срцеви заболувања, дебелина и висок крвен притисок. Гледате, се што е поврзано за сон, колку се важни овие фактори и колку влијат на нашето тело. Здрав сон посебно е важен за лицата со хронични заболувања, како што се, например, артритис, болести на бубрек, болки разни, сида, епилепсија, Паркинсонова болест и така натаму. Гледаме колку е, почитувани, важен сонот кој треба ние да го имаме во нашиот живот. И тоа плански да спиеме, што рекол некој. Не кога ќе ни текне. Телото е како еден часовник. Ако го навикнеме во 9, во 10 да легнуваме секој вечер и да стануваме во 5 или во 6, телото се буди само. Дали се го тоа приметил? Значи, телото се буди, едноставно, само кога ќе се навикне. Понатаму, депресија, исто така, ако имаме здрав сон, депресијата ќе исчезне или ќе се намали. Но, се случува и она, како нешто ја велиме, несоница. И покрај уредите што ја забрзуваат нашата работа, како што рековме, интернет, брзи телефон, брзи интернет, компјутери и така натаму, брзо патување со авион, многу сепак немаме доволно време за спиење. Денеска можеш да појдеш да појадиш во Скопје, да ручиш некаде во некоја европска земја, а да вечераш во Америка. Значи сега брзо се патува со авиони и повторно луѓето немаат време за сон. Се поголем број на луѓе имаат проблем со несоницата. Значи имаат проблеми со несоницата. Многу луѓе широм светот спијат помалку од 7 до 9 часови. Тоа е некој истражување направено. Имат луѓе, например, ние ги знаеме, јас знам, а сигурно и вие, кои имат несоница, не може да спијат, ќе легнат и 2-3 часа ќе изгубат вртејки се во креветот. Додека неколку милиони луѓе патаат од хроничен пореметен сон. Значи нема мирен, лесен сон. Зошто тоа се случува? Факторите се различити. Има разни хронични пореметувања. Недостаток на сон е причина за слабо извршување на обврските во текот на денот. Замислете човек кој не спиел цела ноќ или малку спиел и доаѓа да работи некоја прецизна работа, да пишува на машина, да решава некои математички задачи или некоја прецизна механика да работи. Он не може, очите му се затварат, рацете му се тресат и тој не е продуктивен во општеството, во фирмата кај што работи. Замислете некој да се качува горе на скали и треба да заварува или да штрафи тамо некоја ограда или нешто да работи прецизно, а не доволно наспие. Тој може да падне и може да се повреди. Гледате колку е важен сонот. Но, на жалост, многу луѓе имаат несоница. Намалено време на спиење за 1,5 час секако доведува до намалување на животната виталност во текот на денот до 32%. Гледате, ако ние го крадеме дел од сонот за некои други работи да ги завршиме, а Бог така го создал денонокијето, 8 часа за спиење, 8 за работа и 8 за различити активности. Меѓутоа ние сакаме за 3 дена да ги извршиме работите во еден ден. И невозможно е тоа, нашето тело трпи. Недостаток на сон го слаби памтењето и когнитивните вештини. Затоа нашите деца понекогаш се поспани, одат на училиште, ништо не запамтеле. Може работеле на компјутер, касно до ноќ гледале интернет, телевизија, касно легнале, доцна до снежните часови 11-12 на вечер, а треба во 6 да стане за 7:30 да биде на настава на училиште и децата спијат. Не може да ги пратат наставните програми. И затоа имат и негативни оценки и слаби оценки и доаѓа до проблеми. Затоа, почитувани, треба да одвојаме време за сон. Односно да, како што рекам, од 7 до 9 часови, секој вечер да имаме мирен сон, за да може телото да ги надокнете тие истрошени работи што ги имаме во текот на денот. Еве, несоница во Америка, некои истражување. Почитајте заедно со мене ова статистика. Секоја година возење во сонева состојба доведува до 100.000 сообраќајни
nesreće. Što znači to sonljivo sostoje? Čovjek odvozi, ama go faća dremke što nije velike. Se zaspiva. I mnogo nesreći se slučuvate. Gubi kontrolu nad voziloto, pravi saobraćajka, той страда и они koji се pored него. Само во Америка, таа бројка секако е уште поголема. 71.000 повредени од несолица, тие се опатниците кои биле. 1550 смртни случаи. Зошто? Само затоа што биле сонливи. Не спиеле добро. Не одвоиле време за спиење. Или тргнуваат касно, мислејќи ќе надокнадат изгубеното време, а на жалост не стасуваат до целта. Ајде да прочитаме неколку совети за добар сон. Број 1. Ставете го спиењето озбилно. Сватете го спиењето озбилно. Бидете одлучни секоја вечер да имате добар сон и одмор. Не само перницата да не биде добра, креветот, амбиентот, да нема галама. Сето тие се елементи кои предонесуваат да имаме навистина добар сон. Зошто? Сето тоа влие и на сонот кој треба да го имаме. Следете го редовниот план за спиње, реков, во 8 или во 9, во 11, тој е веќе доцна, меѓуто 9-10 часот навечер, ако имаме обичај да го задржиме тоа време, постојано, да имаме свој ритам, телото значи има свој ритам. Пробајте секој ног да одете на спиење во исто време и да станувате во исто време дури за викендите. Знаете, луѓето кога е викенд се опуштат, покасно легнуваат, подоцна и подоцна стануваат, меѓуто тоа се пореметува и самото тело, бидејќи тој ритам, телото го навикнува. Редовни физички активности. Колку е било кога цел ден си цепал дрва, иако не е лесно, или си работил физички активности. Навечер имаш добар сон. Или си имал рекреација пред спиње, си се движил, си бил во разоната, значи во прошетка. Телото потоа одмора, заспиваш. Соломон, мудриот човек, е што запишал во својата книга Проповедникова. Сладок е сонот, но некој работи. Тоа е докажано и сите ние може тоа да го потврдиме. Сладок е сонот. Кога вежбаме, телото троши енергија, а сонот е најдобар начин да го врати, да ја поврати таа енергија. Значи, преку сонот ние повраќаме многу истрошени енергии кои ги имаме во текот на денот како активности. Но Бог така тоа го создал. Преку спиењето, преку одморот, ние повторно да се охрабриме, односно да се обновиме. Не одете на спиење со пол стомак, тоа го знаеме, но еве ќе го повториме вечера. Имајте навика да вечерните оброци бидат лесни, избегавајте да несувате храна најмалку 2 часа пред спиење. Избегнувајте напитоци, како што е кофеин. Затоа што кофеинот е стимуланс и може да не држи во будна состојба. Како што си другите кофеини, чаеви, кои можат, значи, да, како стимуланси, да не ни дадат мир и добар сон. Избегнувајте стресни ситуации пред одење на спиење. Што значи тоа стресни? Еве, маж и жена, партнери, разговара, се расправаат и не можеш да спиеш. Си возбуден, си вознемирен и телото трпи. Ки ни треба време додека се смириме. Телевизорот тргнете го од спалната. Еве, стручњаците и тоа го предвидели дека телевизорот може да биде опасно. Значи, до 1 до 2 гори таму, разборува, работи и не може да се опуштиме, не може да спиеме. Решавање на семени недоразбирани. Не пред спиење. Не е тоа момент, не е тоа време. Зошто стресни се тие моменти. Тоа треба посебно време за разговор, ако треба да се разговара, да се решат некои проблеми. Не пред спиење, но често пати тоа се случува, значи пред спиење партнерите разговараат, да ги решат проблемите, не мора само меѓу нив проблем. Воопшто во семејството, воопшто некој проблем на работа, со децата и така натаму. Тоа не е време за расправија, не е време за решавање на тие проблеми. Туку друго време. Ова е време кога ние треба да се опуштиме. Библијата што вели? Како да се опуштиме? Пред да оде на спиење, читайте ги псалмите. Во Библијата имаме 150 псалми. Тоа се псалми кои не опуштат, кои не така релаксираат. Псалмите внесуваат смиреност во нашиот живот и дават мир на нашата душа. Го пуштат нашиот ум и го подготвуваат за спиење. Значи, или некоја добра книга.
добро списание кај што може да се поучиме и така ќе утонеме во сон. Значи, Библијата е идеална книга кај што може да земеме да читаме делови и пораки од Светото писмо. Во деловите на светот, каде што се појавуваат урагани, торнади и цунами, луѓето градат засолништа да би на луѓето пружиле засолништа за време на бури. Тоа го гледаме. Претежно на запад во Америка, кај што цели циклони, урагани носат се пред себе. Но властите изградиле посебни подруми, посебни сали од тврда градба, кај што се луѓето во тие моменти засолнуваат и може да го спасат својот живот. Но за да се стаса до таквите засолништа, треба да се отиде. Ако например си 500 км удалечен од тие простори, тешко да дојдеш на време. Ако бурата или ураганот не те стаса. Значи, треба да се стаса, да се стигне до тие засолништа. Претежно тогаш улиците се блокирани, гледај. Немаш начин така, еден со хеликоптер некој да те префарва. Меѓутоа, почитувани, Бог во својата милост предвидел едно такво засолниште. Кога ние 6 дена во тие бури на овој свет, шибани, ударани од животните проблеми и недостатоци на се и се што во овој живот. Тоа доаѓа како терет на нашиот живот. Бог создал едно такво засолниште секој седмичен ден во седмицата. А тоа се вика сабот. Значи, ќе поминат 6 бурни денови и Бог ти дава засолниште, кај што ќе дојдеш и во тој седмичен одмор ќе се одмориш. Колку Бог е тоа, колку Бог е милостив, колку Бог тоа го знае. Замислите, Бог создал едно такво засолниште кај што ние може да дојдеме. Наместо да брзаме, Бог брза и ни доаѓа и ни дава на тацна. После 6 дена со заоѓање на сонцето еден таков одмор, едно такво засолниште, а тоа е шабат или сабота. Бог знаел дека животот поминат во непосредно брзање и постојна работа ќе ги истрошиме животните сили. Ќе го ослабиме имунитетот и тој наш систем секако и ќе го закупира човечкото внимание да го заборави него со закал. Бог тоа го знае. Дека ние брзајќи 6 дена ќе го забораваме со закал и ќе немаме време за него, но Бог ни дава нова инвестиција секоја седмица во саботниот ден. Бог едноставно ни дава време и за солниште. Абрахам Хешел, голем еврејски писател, ја опишал саботата како палата во времето. И интересно, Бог небесната палата ја спушта секоја седмица од 24 часа од небото на земјата. Кога нашиот Спасител се открива во тој ден, ослободени од сите земни потешкоти и грижи, од секојдневниот живот, ние се собираме во сабота во тоа засолниште. Се собираме да го славиме нашиот Бог. Наистина, Бог ја установил саботата како дел од првата седмица при создавањето. На Адам и Ева не му била саботата дадена за одмор, физички активности. Адам не се ни уморил. Тој бил создаден и Ева. Но Бог им ја дал саботата како правило, како принцип кој ќе го има во текот на целиот свој живот. Значи, Бог ја установил саботата како засолниште, како време и место кај што луѓето ќе се одмарат. Секако, ние денеска и физички се одмараме во сабота, но и духовно доаѓаме на богослужение, одиме во молитвен дом и таму се поклонуваме пред големиот Бог, зашто Бог е достоен за тоа. Бог не само што не повикува да дојдеме во саботниот одмор, туку тој не повикува, почитувани, да престанеме со работа во саботниот ден. Кога сонцето ќе зајде во петок навечер, еве сега е зимно време, околу 16 часот заоѓа сонцето, престануваат сите активности и ние почнуваме, ние влегуваме во тоа засолниште, во тој мир. Заштитени од сите бури, од сите искушенија животни, ги одлагаме своите животни активности, секојдневни активности. И тогаш ние се одмараме. Тогаш ние поминуваме во една посебна заедница со Бога. Се тргаме настрана
од притиснатот на овој свет. Едноставно, тогаш нашиот основен систем, имун систем, повторно Бог ни го враќа. Се одмараме не само физички, него и ментално, духовно, психички. Гледате колку Бог е милости како наш небесен Создател. Тоа го предвидел за Адам и Ева, но и за сите луѓе на оваа земја. У почетокот Бог не ја дал саботата само за евреите како еврејски народ. Таа сабота била дадена за сите луѓе, па и за нас денес како негови синови и ќерки. Бог саботата или саботниот одмор го дал за наше добро. Тој тоа го кажал, еве да читаме во 1 Мојсеева 2 глава, така се доврши небото и земјата со сето свој воинство и на седмиот ден Бог ги заврши своите дела што ги направи. Гледате сега, седмиот ден Бог го благослова посебно и го осветува, зашто во него се одмори од своите дела кои ги создаде Бог. Наистина, во неговата милост, во Божјата милост, Бог предвидел, почитувани, еден посебен ден. Ден кај што луѓето ќе се одмараат, ден кај што луѓето ќе доаѓаат и му се кланјат на големиот Создател. Бог го создал денот од одмор за целото општество. Не е за евреите даден тој ден, саботата. Да, евреите го добиле и преку нив да се рашири на целата планета. А знаеме денеска евреите не се повеќе Божи народ, во смисол со таа привилегија како свет народ. Денеска секој следбеник е Божје дете, Божја ќерка и Божји син. Елена Вајт, американски писател, еве што напишала во книгата Создавање, патриарси и пророци. Ке читам полека да го разбереме овој текст. Бог видел дека саботата е важна за човекот. Дури во рајот. Му било неопходно во еден ден, во седмицата, да ги стави на страна сите своји интереси и работи и целосно да ги разгледува Божите дела, да размислува за неговата сила и добрина. Саботата му била предадена, односно потребна, да се подсети на Бога, да се разбуди неговата благодарност, бидејќи се што има и во што ужива, доаѓа од големите раце на Создателот. Прекрасни зборови и многу вистинити. Бог видел дека саботата е важна уште во рајот, почитувани. Адам и Ева немале психички проблеми, немале ниту здравствени проблеми, нема ниту несоница. Но Бог предвидел и за нив, и за генерацијата после нив, му било потребно, неопходно во седмицата на човекот, еден ден да ги стави на страна сите своји интереси и работи и целосно да ги разгледува Божите дела, да размислува за неговата сила и добрина. Затоа ние во сабот, христијаните, кои одлучиле така да живеат, ги остават на страна сите своји секојдневни активности, не готват, не работат, не перат, не купуват, не тргуват. Така пише во Библијата. Саботата е посебен ден, ги стават на страна и вели, се восхитуваат целосно на Божите дела. Убаво е во сабота, посебно кога е топло, да се излезе во парк, во градина, во планина и да се восхитуваме на убавите цвеќиња, на убавата природа. Тоа го правеле Адам и Ева секој ден, но посебно во сабота. Саботата вели му била потребна да го подсети на Бога, да се разбуди неговата благодарност. Ние благодарим на Бога секој ден, треба да го правиме, но саботата е посебен ден за одмор, физички, за добар сон, но и за благодарност. Бидејќи се што има и во што ужива, од каде доаѓа? Од големите раце на Создателот. Затоа, почитувани, саботата е многу важна. Господовата прва намера била да саботата не биде благослов само за еден народ, како што спомнав. Тој ја создал како ден на одмор за целото човештво. Затоа што сите луѓе имаат своје потекло во Господа, не се само евреите Господови. Сите ние потеклуваме од Бога, преку Адам и Ева. Адам и Ева се нашите прапрародители и затоа саботата е дадена. Бог видел дека саботата е важна за човекот. Како што било важна за Адам и Ева и за нас како генерација во 21 век, исто така почитували таа сабота е многу важна,
Mnogo ljudi danas imaju nesonici, mnogo ljudi danas imaju bolesti, mnogo ljudi danas strada zato što ne počituvat sabotat како Божи ден, ден во кој има многу благослови, кога ние денот саботен го држиме, ние индиректно или директно ги добиваме тие благослови и на своето здравје. И затоа овој цитат е многу важен. Тоа е време кога треба да размислуваме за неговата сила и добрина. Но и време да му благодариме. Ние сме толку скржави во благодарноста кон Бога. Едноставно, немаме зборови да му кажеме, немаме време, се брзаме. А Бог сака да му благодариме. Кога ќе рецитираме молитвата Татко наш, во почетните зборови е благодарност кон Бога. И понатаму се релат оние потреби за нас, како луѓе. Бог сака како негови деца да му благодариме, да отвоиме време за благодарност. Бидејќи се што имаме, во се што уживаме, доаѓа од големите раце на Создателот. Постигнување на вистинскиот одмор бара многу повеќе од физичкиот чин и спиење. Значи, спиењето е важно, реков, меѓутоа тој духовен одмор, што треба човекот да го има во себе, може да го црпиме во денот саботен, што Бог го воспоставил уште при создавањето на овој свет. Значи, тука пронаоѓаме мир за нашиот неспокој, за нашиот ум да се очисти, да се смири, да нашето тело, да кога ќе ставиме главата на таа перница, не само физички да се одмориме, туку и психички, ментално, умствено. Тоа е поентата, тоа е целта на одморот. Потребно е да го доживееме небесниот саботен одмор, да го издвоиме седмиот ден саботата која Бог ја благослови. Тоа е време за заедница, тоа е време за близкост, не само еден со друг во семејството, туку и со Бога, со нашиот Создател. Затоа Господ нека ни помогне, почитувани, да и ова размислување што вечера го имавме, да разбереме дека одморот е важен за нашето тело. Тоа Бог го предвидел, тоа Бог го запишал, тоа Бог го вткаил и во денот саботен. Ако не сме внимателни во врските кои го барат нашето време, може така да ни окупираат и да ни нанесат штета на нашето физичко, ментално и духовно здравје. Зошто тоа да го доживееме? Зошто да бидеме невнимателни? Зошто врските да толку не окупираат да ни го одземат тоа драгоценно време од нашиот сон? Ке се завршат работите, утре, задутре, постојано има работи. Меѓутоа кога ние ќе крадеме од нашиот сон, си го сладнуваме нашиот имунитет, односно нашето здравје се нарушува. Значи не смеме да дозволиме обврските толку да не притиснат, да не окупираат, да ни нанесат штета на нашето физичко, ментално и духовно здравје. И сосема на крај, Бог ни дал два начина да доживееме одмор во нашето неспокојство. Тоа е сонот, кој доаѓа секој ноќ. Ете како тоа Бог го направил. 24 часа, работа, движење, активности, слободни активности, на крај доаѓа ноќта, сон и саботата. Тие се така меѓусебни поврзани. Сонот ни доаѓа секој вечер, а саботата како Боже засомниште, како што рекол овој еврејски писател. Интересно. Како засомниште, Бог ни дава место и време за да бидеме радосни, да бидеме заштитени и да се ослободиме од сите своји активности во тие 24 часа. И да се посветиме целосно на Господа. Нека му слава на Бог за ова вистина, за ова сознание и да одвоиме време за нашиот сон, но и за денот што Бог благослови за сите нас. Нека му слава на големиот Бог. Амин.